на 30 септември референдумот што е закажан е практично по својата историска тежина и значење еднаков со референдумот од 91-то од 8 септември. Затоа што тогаш македонските граѓани гласаа да имаме држава. Сега на 30 септември ќе гласаме таа држава дефинитивно во меѓународни рамки да биде запечатена, да биде осигурена и да биде од сите признаена како држава во која живеат граѓани од различна вероисповест, различна национална припадност, но во која живеат етнички македонци кои зборуваат на македонски јазик. Која е цената која треба да ја платиме, како велат нашите политички опоненти, за да влеземе во двете најмоќни, најефикасни меѓународни организации ЕУ и НАТО? Според мене, според нас, кои сме во таборот за гласање на референдумот, сметаме дека практично нема никаква цена и никаква штета која треба да ја поднесеме како македонци, како луѓе кои живеат во оваа земја, затоа што во договорот со Грција е практично зацементиран македонскиот идентитет и македонскиот јазик, македонски придавката македонски и кодовите макар и макар. Тоа што до сега беше признаено и препознавано овде во нашите граници меѓу нас, бидејќи ние знаеме кои сме и што сме одамна, сега ќе биде признаено и потврдено од целиот свет, затоа што во меѓународните организации, почнувајќи од најголемата Обединените нации, македонскиот јазик ќе се преведува на сите 6 официјални јазици во таа организација во која членуваат 193 земји членки. Значи, не можам да видам аргумент на страната на оние кои велат дека договорот е капитулантски, дека не треба да биде поддржан, а особено не можам да видам аргументи кај оние кои тврдат дека ние не треба воопшто да се асоцираме во овие две меѓународни организации, Европската унија и НАТО, затоа што наводно бидеме на заминување, во распаѓање, со намалено влијание и дека час поскоро треба ние да се оддалечуваме наместо да се приближуваме. Значи, да немаме никаква дилема. Станува збор за организации во кои членуваат најмоќните држави на светот, во кои членуваат држави кои се и во воена, и во економска, и во политичка смисла, и во стратешка смисла највлијателни. И за нас ќе биде чест еден ден како мала држава да седиме на иста маса со најмоќните држави кои практично го обликуваат светот во кој живееме. Немам никакво разбирање, особено за оние кои повикуваат на бойкот, на референдумот. Можам и да разберам некој да биде против, легитимно е, демократско право е на секој од нас, но зошто да бидете за бойкот во ситуација кога станува збор за историска свртница, практично крстосница во која треба да кажеме да за македонската идеја. Да седите дома на 30 септември е најголем степен на граѓански лична неодговорност и кон себе, и кон семејството ваше, и кон државата во која живеете, да немате став за референдумското прашање кое вели практично дали сакате Македонија да ја биде еднаш за секогаш во друштво со најголемите во светот. Очекувате успех на референдумот? Очекувате успех на референдумот? Очекуваме успех во сите анкети кои се правени, не од владата, туку од било кој субјект, и од ова што можеме да го видиме во првите данови на кампањата за Македонија. Предноста на оние кои се за, кои го заокружат за референдумското прашање е неспорна. Значи во овој момент изнесокме 10 до 15% предност. И тука сакам да додадам уште една реченица, не е точно дека договорот може да успее или референдумот може да успее само со така наречените албански гласови. Анкетите покажуваат дека предноста е јасна и во етничкиот македонски дел. Колку се взаимоучки информациите за прикривање на границите на Косово и заради тоа денеска заедно се учи на кампањата? Не се среќава за тоа, заедно се среќава со Вучич за да покаже дека ние сакаме со сите наши пет соседи да имаме еднаква соработка. Немаме соседи кои не се преферирани и соседи кои се во втора категорија. Тоа го почнеме да го докажуваме уште од ланскиот август во подпишањето со Бугарија. Меѓутоа морам да бидам искрен да кажам како човек кој се бави како друга високи етнички тенденции и промени, дека тоа се прилично сериозни информации. Ние не би смели да ги утврдиме и затоа не постои средба на македонски функционер со било кој надвор, особено со релевантните држави, од релевантните држави, каде што не го повторуваме тоа, дека ако се менуваат повторно границите на Балкан, тоа не може да биде само за жал, можно е колатерална штета да биде и Македонија постои и други држави. Ние мораме да водиме сметка за Македонија, за себе си, за нашата држава, и затоа меѓу другото без да плашиме никого со референдумот, најбово е да си ги суредиме работите пред тоа, да влеземе во НАТО, во кој постои член 5 од
до основачката договорна организација да дојде нападот на една страна членка е напад на сите. Значи границите на Македонија ќе бидат зацементирани за веки и веков кога ќе станеме полноправна членка на НАТО, а стануваме, знаете, многу кусо по уставните промени кои би требало да ги направиме по успешен референдум.